Коледица, коледе, бабо, коледе. Ева баба да ти дај костенче, брзо бабе, торбето гај, дај да туриме. Шири оде со рачето, вака држи бабе, држи. Ајде. Леле, и сама таја ќе си земи дури. Опа, паричките. Плавај, сивната. Ајде, оревчина, костенчина. До година пак да дојдеш и пак да си дајме бабе, добро? Си знаеш ти? Срце сака лудо, што го нема тука. Срце сака лудо, што го нема тука. Бадниковата вечера посна, после шестнеделниот пост, значи крајна е Бадниковата вечера, посна, на која има сарма, нашата позната мала сармичка, гравче, костени оредви, суво овошје, маслинки, баклава и сето она што е посно заокружувајќи го постењето и дочекувајќи го со радост Христовото раѓање. Значењето е големо, бидејќи ако не беше раѓањето Исусово, ке немавне ни воскресение. Почетокот на нашата вера, на нашето постоење, на нашата традиција, на нашиот непресушен извор на сето она што го имаме како народ, сето она наше богатство кое ние како здружение во текот на нашето 20 годишно постоење на Здруженијето Преродба, мислам дека успеавме, ако не повеќе, дел да пренесиме сето она што е нашето изворното, нашето што сме го имале нашите баби, нашите мајки, ние што сакаме да го зачуваме и да ја исполниме нашата цел, нашата мисија, постоењето на Здруженијето, пренесување на традицијата, на нашите обреди, на нашите песни, на нашето богатство на обичаи, на празници, на убавина на идните наши генерации. Се одржуваат ли традициите? Се одржуваат традициите, некако во годините кога јас сум била млада или моите родители, меѓутоа се одржуваат, иако дел од нив веќе имаме и некои нови елементи на прослава. Меѓутоа, суштината ја задржуваме. Темелот, коренот, нашето македонското изворното. И ние тука сме како чувари на нашата традиција, сакајќи изворното да го пренесиме, изворното да го зачуваме. Не дека сме против младите да внесат нешто ново. Во ред е, меѓутоа изворното мора да го зачуваме. Сега е версневно очекување на Бадниковата вечер. Како секогаш, Бадниковата вечер мора да биде посна. Традиционално е да има граф, сарма, кора, некој со граф, некој со орис, како што е прави. Важно да е посна. Костенчина, оревчина, јаболчина, па сега поново урми, смокви, теква работа, за јадење, баклава. А најважно е да биде семејството заедно, зближано на тој ден. Вика пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си. То се вика дека како да се очекува новороденче и сите го очекуваме, например, да се роди, радосни, зато се спрема богата трпеза и радосни. И зато сите сме заедно. Зошто не се раскрива трпезата? Од кога ќе се вечера, јас сакам да кажам и еден адет пред вечерата.
Ние како деца, кај мајка ми бевме многу деца, 5 деца, и мајка ми во едно сито, или тепсија, нешто че клаеше, јадење лепчек, коричка, сармичка, костенчина, ревчина, тоа што дал Господ, што има спремано за вечерата. И че излези надвор да го покани Господ, да дојди на вечера, да биде присутен на вечерата и секогаш да биде присутен во домо, да ги чува луѓето од лоши работи, да бидат здрави, живи, напредни. И тој адет сум си го запамтила и ден денеска јас си го практикувам. Може не во сито такви работа, но во тајно, че си клам нешто јадење, че си излезам надвор на тараса, че го поканам Господ да дојди да ми биде присутен на вечерата. И откој че се вечерата од јадењето не се развеќа. Се развеќе она што е за мијање, другото сето че се покрија со нешто, со целофан и било шо и се остава. Тоа значи има верување дека ако дојде Господ да има што да касни, да не биде празна синијата за цела година, да има јадење луѓето, некогаш што гледале, да има јадење, облика, друго не ги интересувало многу. Важно е јадењето. И затоа останувала масата така полна, да речем. Тој јаде сум го запамтила и еве сега сакам нешто да кажам, прибидејќи вчера и беше роден ден на мојата ќерка, живее се во Австралија таа, и сакам да го честам родениот ден, да ми е здрава и жива уште многу години. И ја чекам летово да ми дојди со децата, со внуците. Многу ве поздравувам и многу ве сакам. Таму кај се родил, таму кај што детство помина, а мене ми е најмило и со мерак живеа во прилеп град со славно минато. Горда сум и пресреќна што сум се родила во срцето на Македонија, што сум чиста македонка, родена прилепчанка, со корен од памтивека. Горда сум и пресреќна што сум се родила во срцето на Македонија, што сум чиста македонка, родена прилепчанка, со корен од памтивека. Запад стои високо наше славно Крушево, а од исток Маријово. А пред очи медоглед, равна Пелагонија, се распослала Туркопитола. Горда сум и пресреќна што сум се родила во срцето на Македонија, што сум чиста македонка, родена прилепчанка, со корен од памтивека. Со корен од памтивека. Елај ми величе, да ми несиш зелниче, идам, не идам, идам, не идам, што ќе ми правиш, што ќе ми чиниш? Елај ми величе, да ми туриш ракиче, елај ми величе, да ми туриш ракиче, идам.